Кинески пари не можеме да ви даваме, а европски можеме и ќе ви даваме. Унгарскиот премиер Виктор Орбан ги расчисти дилемите, што се обиде да ги наметне опозицијата за кредитот од половина милиарда евра. Главната мотивација на финансиската помош што Будимпешта му ја дава на Скопје според Орбан е поврзана со потребите на Унгарија. Македонија да биде стабилна и способна држава која ќе се справува со миграцијата. Во тој контекст, тој навести дека и натаму ќе има финансиска помош. Кинески заем не можеме да даваме, кинески пари не можеме да даваме, бидејќи ние со Кина имаме договор да сите тие пари од Кина што доаѓаат одат на конкретни проекти за развој во Унгарија, значи кинески пари не можеме да ви даваме, европски пари можеме и тоа ќе ви ги даваме. Орбан образложи дека Унгарија има договор со Кина, сите пари што стигнуваат во неговата земја додат во конкретни проекти за развој на државата и дека не е можно кинески пари да се наметнат за нешто друго. Инак, обвинувањата на опозицијата беа дека парите во Македонија само ќе дошле преку Унгарија, а во суштина биле од Кина. Унгарската експорт-импорт банка треба да ни поземи 500 милиони евра, со 3 години грейс период и 12 години рок на отплата, со камата од 3,25%. Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни рати. За евентуални неповлечени средства, земјава ќе треба да плати провизија од 0,5% од заемот на годишно ниво. Општините и бизнисот со нетрпение ги очекуваат унгарските пари. Компаниите ќе добијат кредити со каматни стапки пониски од пазарните, но ќе треба и да исполнат одредени услови. Обврската на компаниите да инвестираат половина милиарда евра за да добијат половина од парите, односно 250 милиони. Преку овие вложувања, тие имаат обврска и да обезбедат годишно најмалку 5000 вработени и да остварат раст на производството 5%, над стапката на инфлација која според последните пресметки изнесува 2,2%. Дел од парите ќе бидат наменети и за општините кои веќе аплицираат со своји проекти.